Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитуван министер, почитувана јавност. Денес имаме точка на дневен ред, каде што продолжуваме една од 4 кризни состојби. Преку пиар на јавноста и се кажува дека Република Македонија се наоѓа во топлинска криза. Ние не се наоѓаме во топлинска криза, бидејќи топланите работат, мрежата е добра, не сме имале земјотрес, внатрешно слечиште, значи топлинска криза немаме, имаме гасна криза. Република Македонија покрај електрична енергија, што не може да набави по нормална цена, не може оваа влада да обезбеди ниту газ навремено за своите граѓани. Но за тоа потоа. Битно е дека ако не сакаш да направиш некој проблем да биде решен, формирај комисија. Во владата формирале комисија на чело со Оливер Спасовски, раководител на управувачкиот комитет, и 3 члена. Тоа е Благој Бочварски за транспорт и врски и Славјанка Петровска за одбрана, како и Стојанче Ангелов, директорот на ЦУК. Во овој контекст, почитувани пратеници, прашувам во кое својство е тука министерот Крешник Бектеши. Ниту е член на управувачкиот тим, ниту човекот бил на овие состаноци, бидејќи пишува дека покрај овие членови присуствувал и министерот Бујар Османи, но секоја чест затоа што втор пат го праќаат министерот Бектеши, оваа екипа која што не доаѓа во собранието и не сака се соочи со нас пратениците, уште помалку сака со граѓаните, но тие ќе им кажат што мислат за нив на следните парламентарни предвремени избори, бидејќи Оливер Спасовски не може да доаѓа само за фини ствари, а секаде каде што треба да се прави било што радикално, да учествува како прв. Почитувана јавност, ова со гаснава криза е исто како и со вакцините. Додека сите преговараа за поевтин газ оваа зима, додека имаа добри предвидувања дека гасот ќе оди по 5 пати нагоре, како приказната со штурчето и мравките, нашата влада беше штурчето и не остави да плаќаме газ по 1350 евра за кубик, додека некои околни држави плаќаат по 300 и нешто. Истата оваа приказна, истите овие луѓе зборуваа и за вакцините. Дали се сеќавате од оваа говорница што велеа? Ако не до нова година, првата половина од јануари ќе имаме масовна имунизација. Првите вакцини 400.000 на број за масовна имунизација стигнаа дури во јуни. Понатаму, додека сите држави ги чуваа акумулациите во хидроцентралите, додека сите држави копаат двојно повеќе јаглен во своите рудници за да произведуваат електрична енергија, нашите од владата тераа избори, тераат криви дрини, тераат дневна политика, се бават со работи за кои што не се платени да се бават и сега ние плаќаме најскапа електрична енергија. Вес ден даваме пари во најкриминалното јавно предпријатие Електрари на Македонија, вес ден го полниме како бунар без дно. Зошто? Затоа што никој во владата нема визија и никој во владата не гледа подалеку од сопствениот нос, а се платени да гледаат подалеку од секој еден од граѓаните. Затоа сите овие кризи и сите овие зголемување на трошоците на граѓаните имаат причинител и тој причинител мора да има име и презиме. Тие се министри, тие управуваат со државата и треба да дојдат овдека да седнат, кои што знаат да се стават председатели на управувачки комитети и да ги дадат одговорите пред граѓаните. Во одлуката за постоење на кризна состојба вели согласно Законот за енергетика и уредба за критериуми и услови за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушување на пазари на топлинска енергија. Простете, вакво нешто сме немале. Единствената хаварија која што Република Македонија доживува е сопствената влада која бега од граѓаните, бега од избори и ни испраќа покачување на даноци. Во поглед на актуелната точка на дневен ред, цената на гасот
е 5 пати зголемена. Македонија гасни резерви нема. Нема набавено на време и оној кој што фирмата која што дистрибуира и велат дека може да го качи максимум 15% да качи цената за до домакинствата и овие му им велат дека на 5 пати качен газ тоа не можат, се разбира тогаш државата влегува во компанијата. Како пратеници поддржуваме да граѓаните не ги плаќаат хировите, криминалот и недомакинското работење на овие од владата. Граѓаните не треба да плаќаат повисоки сметки за парно. Но истовремено, она кое што се случува, а тоа е после короната на 2 пати влегување во приватни компании, не ради елементарна непогода, туку ради неодговорност на министрите, денешен Херетич вери дека економските слободи на Македонија од 45-то место се покачени на 53-то. 8 места сме во економски слободи, бидејќи пак ќе ви кажам, објективна причина нема. Причината е исклучиво субјективна. И сега она кое што го зборуваше еден преходен дискутант, сакам да ви прочитам што вели владата. За мерките определени во членот 2 од оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства од буџетот на Република Македонија за 2022 година од раздел 0400 вода на Република Македонија под програма П1 мерки за справување со COVID-19 кризата и други антикризни мерки. Значи, почитувани колеги од мнозинството, денес гласате кризна состојба која што ќе биде алиментирана од парите кои што владата ги спремала за стопанството, за ковид кризните мерки, односно оние мерки кои што ја критикував дека не треба да бидат по палката на премиерот, сега одат за оваа топлинска, односно гасна криза. Ребаланс на буџет се уште немаме и ве прашувам да ми кажете, не на мене, јас знам дека ќе ги излажете, кажете ми на фирмите како ќе им помогнете од здравствената криза, бидејќи денес еве парите ги распределуваме за гаснава криза. Дали имате концепт што правите? Дали имате концепт друг освен купи ден продај политика? Дали за ова требаше да дојдете во собранието денес да имаме комисија, денес да имаме седница, или можеби требаше да дојдете порано да разговараме и можеби требаше да направиме ребаланс на буџет, бидејќи и компаниите чекаат помош која што се им ја ветиле. Понатаму, велите, ова нема да важи за јавните предпријатија, јавните објекти и приватниот сектор. Тука имаме сериозен проблем. Приватниот сектор веќе плаќа измеѓу 5 и 6 пати поскапи сметки за електрична енергија, ќе плаќа дупло поскапи сметки за топлување. Кажете ми кој ќе му помогне на приватниот сектор, кој што оваа држава дава 450.000 плати. Дали за тоа некој има одговор во оваа влада? Понатаму, кризната состојба ја прогласуваме до 30 април и велите дека нема да се купува природен газ, бидејќи за тоа биле одвоени 6 милиони евра во февруари, туку со овие пари ќе се субвенционираат сметките на домакинствата. Тоа значи дека од државни пари, од народни пари, од буџет кој што е донесен од ова собрание, кај што плаќаат и власт и опозиција, владата ќе искористи да се изрекламира на сметките за парно грејење, во кој што ќе им пишува дека сметката треба да биде 3000 денари, ама еве владата ќе плати 2000. Не плаќа господине Бектеши владата ништо, плаќаат граѓаните. Оние кои што плаќаат даноци се и власт и опозиција. Кога се даночна политика во прашање, нема ниту етничка, ниту верска, ниту партиска. Имаме даночна политика и не е во ред да со парите на сите овие граѓани си се рекламирате и во време на криза. Тука се гледа бездушноста на оние кои што ве пратиле да дојдете и да зборувате во нивно име. На крај, причините се многу за ова што се случува, но не се објективни.
најголемиот дел од причините се субјективни. Криминал, корупција, арамилук, неспособност, неработливост и немање визија што ќе се случи за месец или 2 дена од сега. Министри економија и Министерот за економија, реплика, повелете.